Секој ден, секој пешак или велосипедист го бара најсоодветното место за безбедно да премине улица – пешачкиот премин. Белите ленти на коловозот значат дека тоа е законски определено место на кое моторните возила немаат предност. Пешачкиот премин не е само исцртани бели ленти на асфалтот. Тоа е зона на взаемна почит меѓу пешаците и возачите, како и законска сигурност што го дели животот од трагедија. Но таа сигурност исчезнува кога ќе исчезнат белите ленти. Често пешачките премини се избледени или речиси целосно избришани. Зошто? Побаравме одговор на терен. Во изборот на локации се водевме од истражување на Центарот за граѓански комуникации. Нивната анализа на тендерите на општините и локалните јавни предпријатија за набавка на боја и услуги за бележење на хоризонтална сигнализација на улиците покажа дека во периодот од 2023 до 2025 година дури 46 од вкупно 80 општини плюс град Скопје воопшто не распишале тендер за обележување улици. 7 општини имале само една набавка во тригодишниот период, 14 имале две, а само 14 локални власти имале тендери за обележување улици секоја од трите анализирани години. Според истражувањето, меѓу општините што последните 3 години немале ваква набавка, не се само мали рурални, туку и густо населени како Аеродром, Чаир и Бутел. Топлото време ја диктираше раздвиженоста по главниот булевар Јане Сандански во скопската општина Аеродром, во јунскиот ден кога снимавме на терен. Поради двостепената локална власт во Скопје, надлежно за магистралните улици, како за овој булевар, е јавното предпријатие Улици и патишта на град Скопје. На еден од најфреквентните пешачки премини, белите ленти се релативно бледи, но сепак видливи. Олеснувачка околност е што сообраќајот тука е регулиран со семафори. Но локалните улички, како овие на малата раскрсница на улиците Мите Влаот и Димитар Туриманџовски во населбата Лисиче, се надлежност на општината. Има вертикална сигнализација за пешачки премин, но од зебрата на коловозот останала само мала трага. Нема, еве, гледате самите. Кој е обележен? Истото и тамо горе ве чека, истото и тамо ве чека. Во сите места така, ретко. Едино она уличка тамо што е направена ради што е нова, па тамо има на крајот. И си отишли. Нема ништо не се гледа. Не пешачки премин, ништо. Сега не е школска година, кога е школска година што правим? Некои граѓани, покрај избришаните пешачки премини, гледаат и други проблеми. Една од причините зашто нема слободни пешачки патеки или велосипедски патеки е од немање доволно паркинг простор. Не е само тоа што се излижани, туку погледнете од тука натака дали ние можеме да одиме по тротоарот. Ние сите одиме по улица. Па повикуваат. Службите да си ја вршат одредените лица својата задача за кое што народот ги плаќа. За избришаните пешачки премини на раскрсницата во Лисиче го прашавме градоначалникот Дејан Митески. Тој вели дека е запознаен со состојбата во населбата и дека таму приоритетно ќе се обновува хоризонталната сигнализација. Ние таму имаме изработен и нов сообраќајен проект за воведување на еднонасечен сообраќај токму за избегнување на оваа ситуација која што ја спомнавте, а тоа е паркирани возила на едната коловозна лента или на тротоарите, се со цел да овозможиме безбедно и сигурно движење и на возилата и на пешаците. Изработивме нов сообраќајен проект кој што е во процедура на одобрување во градот Скопје и Министерството за внатрешни работи и по одобрување веднаш ќе го имплементираме на лице место. Низ општината има улици што се под нејзина, но и под ингеренција на јавното предпријатие Улици и патишта на град Скопје, а делови од улици се под надлежност на јавното предпријатие Градски паркинг. Како општина задолжително пред почетокот на секоја учебна година ги обележуваме, обновуваме сите пешачки премини пред училиштата и детските градинки, а во текот на годината по потреба и согласно можностите бележиме онаму каде што е најнеопходно. Но како општината бележи кога нема јавна набавка за таа намена? Градоначалникот вели, има таква ставка во рамковната спогодба за санација на ударни дупки, прекопи и деформации на улици и тротоари. Немаме спроведена посебна постапка од причина што сметавме дека поцелесходно можеме да ги извршиме тие работи на овој начин заедно со целокупното одржување на улиците, да предвидиме и обнова на хоризонталната сигнализација на улиците на територија на општина Аеродром.
Меѓу општините со побројно население што не спровеле посебна набавка за обележување хоризонтална сигнализација во 2023, 24 и 25 година е и Чаир. Прво бевме на улица Ферит Байрам, која е на границата со општина Бутел и во ингеренции на јавното предпријатие улици и патишта на град Скопје. На пешачкиот премин пред основното училиште иднина очигледно му треба обнова. Малку подолу е поликлиника Чаир со голем кружен тек до неа и голема потреба од освежување на хоризонталната сигнализација. Они беа исцртени, ма веќе не се ни познаваат, не се ни повторено. Премините се не се нацртани, цијалица ни една не работи. Wat dat in Jerusalem was, prijzen deal, dat doet maar spes mee in de. Навлеговме подлабоко низ уличките што се во надлежност на општината Чаир. На архиепископ Доситеј, мал кружен тек со соодветни сообраќајни знаци и остатоци од пешачки премини. Via wordt me gewoon ze noemen. Het is als die god u kan concreet. Het is gewoon maar meer schoon. Ze persmin, ze kan zorg. Но нашиот соговорник смета дека не се проблем само избришаните пешачки премини. Oni po kisha apelu sa më mirë me pas shenjat komunikacionit dhe me pas vijat bardha, shenja për fëmijët ku mund ndalu, do me thonë, kjo i shkon mirë, trotuarat mos mund zonë me parking i shkon mirë. Ajo kish pas sukses me pas punësimi pas bon. Прашавме и во општина Чаир, зошто во 2023, 24 и 25 година не распишале тендер за хоризонтална сигнализација. Ни одговорија по електронски пат. На 25.3.2026 година е склучен договор за обележување на улици, паркинзи и пешачки премини за потребите на општина Чаир, во вкупна површина од 5200 метри квадратни. Договорот е во фаза на реализација. И покрај тоа што не ни посочија според кој тендер се набавени стоки и услуги за бележење во периодот од 2023 до 2025 година, од Чаир тврдат дека редовно имаат активности за обележување и одржување на хоризонталната сообраќајна сигнализација со приоритет на критичните локации како што се училиштата. Следна за посета меѓу општините што во 3 години немала набавка за обележување пешачки премини ни беше Бутел. На терен најдовме дека во оваа локална самоуправа не е обновена зебрата ниту пред општината. Пешаците минуваат онаму каде што запомниле дека бил пешачкиот премин. Пешачки не се приметува, полна линија, прекината линија, не се гледа ништо. И не само пред општината, слична е состојбата вдолж речиси целата уличка. Не е добро тоа што не се обележани и возачите не знаат каде точно има, а и ние преминуваме не соодветно, него гледаме ни каде е у близина пешачкиот премин, па да дојдеме до него. Пешачките премини се делумно избришани и на улица Бутелска, што е паралелна со уличката пред зградата на општината. Бутелска е во надлежност на градското јавно предпријатие улици и патишта. Но нашите соговорници велат дека не е така само во Бутел. Јас виждам секаде исто. Немаме култура прво како народ, а второ и не се вршат како што треба ниту општината, ниту вработените кои се платени за тоа. И општина Бутел ја прашавме зошто немаат тендер за оваа намена во тој 3-годишен период. Конкретен одговор не добивме, но ни пишаа дека општината по завршување со реконструкција на улици ги бележи и поставува хоризонтална сигнализација. Ни пратија и фотографии. Во тек е обележување на улиците кои се во надлежност на општина Бутел. Покрај тоа, локалната самоуправа има воспоставено соработка со град Скопје за обележување на улиците кои се во надлежност на градот. Во однос на безбедноста, локалната самоуправа постојано спроведува активности за зајакнување на безбедноста на учесниците во сообраќајот и вложува во проекти за подобрување на патната инфраструктура. Како што веќе истакнавме, дел од избришаните пешачки премини што ги снимивме се на јавното предпријатие улици и патишта. Според Центарот за граѓански комуникации, оваа јавно предпријатие во анализираниот период има редовни набавки на боја за обележување хоризонтална сообраќајна сигнализација. Од улици и патишта велат дека работат согласно програма усвоена од Советот на град Скопје, според која вршат периодично и интервентно бележење. Покрај тоа, одговараат и на повици на граѓани, полицијата и други институции за обнова на пешачки премини, а имаат и своји патроли. Па, зошто тогаш низ Скопје има улици под нивна надлежност што не се добро обележани, како што сведочеа и граѓани? Еднаш годишно задолжително се
фарбаат сите градски улици, она што ни е по програмата. Барем еве во овој период. Дури и надокнадуваме. Па гледаме кога е пред сезоната и за време на целата година пред училиштата, пред градинките, значи тие образовните установи дефинитивно пред институциите, болниците и овако. Тоа е приоритет број 1 каде што удираме акцент. Граѓаните сите што коментираат, знаете што, ќе искочите на главната улица е добро. Меѓутоа внатре во тие сервисните улици и све, и за тоа можеби е впечатокот. Во анализата на Центарот за граѓански комуникации пишува дека голем број од општините и јавните предпријатија не бараат стандарди за квалитет при набавка на боите. Јавното предпријатие Улици и патишта Скопје, јавното комунално предпријатие Дервен Велес, јавното предпријатие Паркинг Кавадарци, како јавното предпријатие за изградба и одржување на јавен простор во општина Битола се истакнати како позитивен пример. Во своите тендерски документи имаа поставено највисоки услови и барале бојата да биде квалитетна според стандардот МКЦ ЕН 1436/2018, а теренската издржливост и отпорност на лизгање според стандардот МКЦ ЕН 13197 плюс А1 2014. Такви стандарди не биле барани од останатите општини и јавни предпријатија од оваа група. Во однос на после квалитетот на вградување и све, градот Скопје си има избрано надзорен орган кој што ги контролира и ги надзорира работењето и на нашето предпријатие и на другите предпријатија, секој во својот сегмент. Кај судска палата, што ја викаме ние популарно, тука има 120 до 200.000 премини дневно, така да тоа е огромни бројки се тоа, материјалите се тие што се. Анализата открива и други околности што заслужуваат внимание. Например, скопски улици и патишта ја купуваат бојата по 132 денари за килограм. Стипион од Штип по двојно повисока цена, 296 денари. Тука се и цените на услугите во општините што не бележат сами. Во Петровец, бележењето на површина од 1 квадратен метар со бела боја и стаклен перлит е набавено за цена од 281 денар. Општина Гостивар пак плаќа 3 пати поскапо за истата услуга, 802 денари за квадратен метар. Резултатите од ова истражување покажуваат дека проблемот со невидливите пешачки премини не е случаен. Тоа е последица на начинот на кој општините ги спроведуваат обврските кои ги имаат во однос на хоризонтална сигнализација на патиштата. Ваквата состојба сугерира потреба од појасно дефинирани обврски, унифицирани практики и поактивно следење на реализацијата на ваквите набавки на општинско ниво. Белите ленти на асфалтот се меѓу најефтините, но и најважните елементи на сообраќајната безбедност. Кога ќе изгледат, изгледува и довербата дека системот навреме ги исполнува обврските. А во сообраќајот, секоја ненавременост и неодговорност најчесто ја плаќаат најранливите учесници – пешаците.